Разговараме со Бубан Пабунски, новиот тренер, односно шеф на стручниот штаб на фудбалскиот правлигаш Победа. Добро ни дојдовте во нашиот медиум. Добро ве најдов, благодарам на поканата и се надевам дека ќе можам да одговорам на тоа што очекувате. Да, и јас некои од прашањата ги преземам од овие фудбалски љубители кои се привзаници на Победа. Тие, например, пред се прашуваат како едно најтешко и го изводил прашање. Победа од второлигашки се пресили во највисок ранг и би требало да е посилна за да може да конкурира на тоа ниво. Дали Победа е сега посилна отколку што беше во претходното првенство? Па не може така да се каже. Реално надпреварите што се игра минатата година сепак беа супротивници кои што беа на истиот или на понизок ранг од Победа. Сепак сега се судруваме со многу појаки противници, тоа се види на пријателските надпревари. Намерно баравме да играме со појаки противници и мислам дека тоа беше одличен потез затоа што играчите може да видат колку можат да се соочат, да се конфронтираат со повисок ритам, со еден друг начин на игра, со побрза игра, побрзо размислување и во сите фази на повисоко ниво. Ја гледам огромен потенцијал во нив, тоа го видов и на надпреварите во втора лига, само прашање е како тоа ќе се пренесе во прволигашка конкуренција. 100% сум убеден дека има огромен потенцијал и наскоро ќе се покаже. Потребно е да се покаже во континуитет, постојано на сите 90 минути. Можевме да видиме и на пријателските надпревари дека одредени периоди во надпреварот доминираме, сакаме да ја спроведеме она идеја која што е конкурентна или компетентна во прволигашка конкуренција, е сега нормално тоа сакаме да биде буквално секој момент, секој минут, 90 минути. Да, во контекст на ова прво прашање, навијачите јас ги подразбирам дека мерат врз основа на она кои играчи и колку заминаа, со каков квалитет и со каков квалитет се тие што дојдоа како нови. Тука што можете да ми кажете? Дефинитивно првобитната опција беше дека ќе останат сите. Познато дека отиде Карчевски, дека отиде Ангелевски, дека отидоа некои кои што не може да се соочат со оваа конкуренција, како Марио Деблешиевски, и Давид Јошевски и неколку други кои што самите си го одбраа патот, иако им беше понудена рака, им беше понудено да бидат дел од овој тим, да бидат со нас и да се борат за место во тимот. Тие покажаа одредени квалитети и јас бев за тоа да останат, меѓутоа одлуката е нивна, на нивните најблиски и на тој начин остануваме да играме со она што го имаме. Секако се покачи нивото, можеби е краток период, меѓутоа сите оние играчи кои што беа во второлигашка конкуренција веќе покажуваат повисок потенцијал, покажуваат поголеми перформанси и се надеваме дека тоа со тек на време ќе биде све подобро и подобро и ќе можеме и резултатски успешно да се носиме со прволигашите. Навивачиве горе-долу ги познаваат квалитетите и го следат развојот на овие што се тукашни. Меѓутоа најмногу се интересираат за тие што дојдоа сега. Гледам дека 6 мина се и со документи завршени, значи административно се веќе членови на Победа. Тука ги имам запишано во одбрана најмногу ги има Игор Пановски, Методија Делов, потоа Огнен Ѓурковиќ, има и таков фудбалер, потоа за врска Рамани, па на левата страна Коцев, Хани. Што ќе ни кажете за овие нови играчи? Да, сепак тоа се играчи кои што имаат искусено некое прволигашко ниво, како Делов, како Агон во исто така и Коцев дојде од Македонија, Ѓорче Петров нема некое големо прволигашко искуство, освен Делов. Панов го знаеме, навистина е изненадување за нас, покажа извонреден квалитет на овие пријателски надпревари, можеби не играше константно во изминатиот период во второлигашка конкуренција, меѓутоа видовме огромен потенцијал и се надевам дека тоа континуирано ќе го покажува и во наредните надпревари. Задоволни сме од нив, меѓутоа
Пак ќе повторам, ќе играат оние кои што ќе покажат на терен најконстантна игра, најдобри перформанси. Знаете, не може да се успоредува сега одеднаш да ги успоредиме сегашниви играчи со оние што ги имаме од претходно. Значи може да се каже на моменти дека сегашните играчи кои што беа прошлата година покажуваат континуирано екстра потенцијал на момент, истото да го покажуваат и другите кои што дојдоа покасно. Сето тоа треба да се синхронизира и да се извлече максимумот, нели задачата на тренерите да изведат максимум перформанси од секој еден, да може тоа во континуитет да го покажуваат. Реално поради конкуренцијата во втора лига и во неконтинуираниот период на игра на играчите кои што дојдоа, освен неколку кои што има континуитет, се очекуваат осцилации и нашата задача е тоа да го израмниме на некој начин, да можат постојано да покажуваат квалитет неопходен за првлигашката конкуренција. Значи, тоа е некое мое мислење и често слушам од народот, нели ќе сретнам на улица, па ова е ваков, она е таков. И мислам дека тие се нереални успоредувања или евалуации или проценки на играчи, за да ние кажеме овој играч е феноменален или овој играч е дрво, ништо не покажува сега и едноставно, ако добил сега договор, сме го пишале па одиграл една утакмица слабо, другиот ден дај да му го раскинеме договорот. Сепак тоа е стратегија на клубот, они ги подпишуваат тие работи, ја давам фудбалско мислење, ситуацијата е таква каква што е во клубот, нема големи финанси за да се донесат квалитетни играчи кои што имаат големо, огромно првлигашко искуство, поискусни играчи. Готови играчи, да кажам, кои се одиграле една или две, 3 сезони континуирано, па тогаш нема што да размислуваме. Знаеме дека тие ќе бидат дополнителен квалитет и имаме некоја сигурност во нив дека истото ќе го покаже што го покажале претходно. Меѓутоа, ситуацијата е сосем поинаква. Мораме да се соочиме во овој период со она што го имаме, да работиме со тие млади играчи и со овие кои што, да кажам, се уште се неискусни, им треба континуитет во игра. Не дека сега ние тука некого ќе спасуваме или ќе помагаме или што ти ја знам. Значи сега сме во истиот брод, сите мораме да покажеме многу повеќе од она што беше во втора лига, многу повеќе од она што играчите го покажале во своите клубови претходно. Се случуваме со првлигашка конкуренција каде што сепак сите екипи скоро имаат континуитет неколку години, иако нема таква историја како што е победа, не може да се успоредува. Ако ја гледам историјата, тогаш победа треба да се бори и за шампионска титула. Немаме дилеми околу тоа и мора да ја вратиме одма на старите патики како што беше. Меѓутоа, реалноста е таа. Јас се надевам дека тоа ќе биде наскоро и 100% сум убеден, дали ќе бидам јас тука или нема да бидам, ќе видите дека во наредниот период клубот ќе се стабилизира. Тоа е целта, да се стабилизира клубот, да се направи една селекција со играчи кои што ќе можат тука да дадат максимал перформанси, ќе ги зголемат своите статистики во секој поглед. Тоа ми е мене идејата од секој еден поединец да даде 2 пати повеќе од она што го дал во второлигашката конкуренција или во оние лиги кај што играле другите играчи. Значи мораме да се соочиме со реалноста, очекуваме играчи кои што можат да дојдат се уште и да помогнат да ја заселат таа конкуренција, меѓутоа играчи кои што со квалитет и искуство ќе го покажат и ќе го заслужат тоа. Имавме ситуација, исто видовте со Джеймс, публиката веднаш го прифати, го пофали, имаше конкретни ситуации каде што даде гол, меѓутоа реалната ситуација е таа што се уште ги нема документите кои што ги очекуваме за да го подпишеме, исто како и Амос, сите тие имаат некои да кажам односи со старите клубови кај што треба навистина да се исчистат и да видиме дали ќе дојдат чисти овде во победа за да може да ни помогнат. Од овие што се на проба, да речам условно речено како Джеймс, Амос ги спомнав, а имаш и уште многу други на проба кои ви дојдоа овде. Да. И сите ги прифативте, ги примивте, да. Но реално колку мина од нив би можеле да се приклучат на овие 6 мина што подпишаа? Па, во овој момент, поради X причини, ние се надеваме дека Джеймс ќе го подпишеме и го сакаме,
нели? Меѓутоа неговата состојба реално е комплицирана и не знаеме дали има тренинг компензација. Сепак тука треба да бидеме внимателни. Инаку од каде е тој? Джеймс е од Нигерија, иначе последните клубови каде што играл е Лирс во Белгија, кој што банкротирал пред неколку години. Зборевме и со Гоче Пандев, они биле 4 недели на припреми со нив и практично сакале да ги потпишат и ги поминале сите тестови, меѓутоа се уште не стигнал сертификатот, се уплашиле да не треба да платат некое големо обештетување, па после да си имаат финансиски проблеми. Значи, некоја среќа ја послужи победа да има таков човек овде фудбалер, но од друга страна да се средат овие работи административни. Дај Боже да се средат и ќе мислам дека ќе имаме голема помош од Джеймс во тие напаѓачки позиции. Па и оној гол што го постигна од голема далечина и тоа му беше, ми се чини, единствената шанса и ја искористи. Не само тоа, ние видовме многу други интересни моменти. Еден од ретките кој што покажува конкретна интенција према напред, иде во простор, иде со топката према напред, сака да издрибла еден на еден ситуација, има интенција да го прави тоа. Го видовме на претходните тренинзи и на пријателскиот натпревар. Претходно истото го виделе и во Академија Пандев, значи нема во фудбал на терен све се гледа, нешто што ќе се види фудбалски, сакаме да го зграпчиме, сакаме да видиме дали може да помогне на екипата и тоа се случи и со Джеймс. Немаме дилема во врска со него дека тој негов квалитет може добро да ни дојде. Да, 5 надпревари пријателски беа со силни ривали како што вие сакавте. Да. Ги знаеме резултатите, но на што е помалку видливо е играта. И чинам дека и тоа вас интересира најмногу на пријателските надпревари. Да, секако покрај компетентивноста, да видиме како ќе се носиме со повисоко ниво, како ќе се носиме со играчи кои што имаат прволигашко искуство. Видовте и со Игнатија тука, многу високо ниво на индивидуални играчи од албанската лига, кој што е многу појако од нашата. Видовме со Академија Пандев, со Брегалница, кои што беа пред нас недела дена со припреми. Значи покажавме одредени моменти кои што се стварно ни даваат надеж да се надеваме дека можеме да изградиме една стабилност, една структура на тимот која што ќе ни даде успешни резултати во прволигашките води, нели? И целата идеја е моја да направам баланс на играта, на играчите меѓу себе, да се избалансираат, да се синхронизираат, каде што ќе видиме една континуирана, добра, стабилна игра и ќе може да види и публиката дека овде нешто сериозно се прави, нешто стабилно, можеме да атакуваме, можеме да кажам да го загрезуваме голот, да доминираме, а од друга страна пак да бидеме стабилни во одбрана и сите тие неколку фази да ги сконтролираме во најдобра можна светло. Го спомнавте тој надпревар единствено овде во Прилеп што беше, па публиката имаше можност да ја види на дело победа. Јас во мојот извештај напишав дека победа изваде Реми со многу силен противник, некои се подсмева, меѓутоа што мислите вие? Јас мислам дека победа да изгледа како албанскиот тим би биле многу задоволни. Така професионално ми изгледа на мене. Да, видите, реалноста е друга. Вие ако анализирате Игнатија, какви играчи има, колку е буџетот, како функционира клубот, какви услови, колку е јака албанската лига, тогаш се ќе ви стане јасно. Меѓутоа, ние знаете како секојаш со подценување гледаме на соседите на Албанија, на Бугарија, на Српската лига или не знам и се мислиме дека ние сме Француска лига, некоја или Шпанска лига. Меѓутоа, ако ја видите статистиката и споредбата на секој еден поединец, играч на одредена позиција, ако видите на тренерот, ако видите на клубот, на председателот, и тогаш да направите успоредба, ќе ви стават јасно кога ќе ги видите бројките и статистиките, без подценување или омаловажување на противникот. Сепак игравме со еден многу јак противник, иако очекувавме да дојде некоја екипа на која што ќе даеме 5-6 гола, па така ќе можеме да напумпаме самодоверба, меѓутоа кога дојдоа тука и кога ги видовме за што станува збор, сосем друг беше начинот, пристапот, играта и сите тие други работи. Покрај тие 5 тест надпревари имавте многу тренинзи, овие што ги следаат тренинзите редовно,
биејќи Плепчани се навикнати да ги следат тренизите, Да. порано и по 1000 гледачи Повеќе, имаше и повеќе на тренизи, но и сега има традиција да се следат тренизите. А тие велат високо професионални тренизи и се прашуваат како сега овие играчи сите што беа навикнати на пониско ниво, како ги прифаќаат овие тренизи на повисоко ниво, вашите барања? Да, ја бев изненаден од нивниот индивидуален потенцијал и они веднаш ги примија, ги асимилира и ги почнаа да ги преминуваат со одличен ритам. Меѓутоа, тоа е на тренинг, сепак надпревар е друго, соочување со појак противник е сосем друго. Понекогаш ние сакаме да играме офанзивно, да креираме многу шанси, да направиме, ако може, 10 шанси или да даеме по 10 шута во секое полувреме, меѓутоа сепак и противникот се прашува и колку противникот ќе дозволи тоа да го прави. Сега, нашата идеја е да доминираме со посед, да доминираме со шанси према напред, меѓутоа во моментот може да се случи противникот да е стварно јак, да има поголемо искуство, да има поквалитетни играчи, поплатени играчи или што ти ја знам во секој поглед и некој континуитет во игра на прволигашко ниво кој што сепак ние уште го бркаме и сакаме да го достигнеме. Имаме квалитетни играчи кои што несомнено за неколку години од нив ќе бидат и репрезентативци, ќе видите сами. И меѓутоа е голема непознаница како ќе се соочиме со во континуитет со прволигашки екипи. Јас се надам и покажавме и на така силни пријателски надпревари доста големо ниво, меѓутоа ќе видиме во првенството што ќе се случува, иако можеби јавноста очекува некој, да кажам, анонимен состав кој што до вчера играл во втора лига. Имаме млади кои што ги офрлавме и дури се стартери, младинци во првата екипа. Тие имаат квалитет и задачата наша е да ги поттикнеме да го покажат тој квалитет во едно континуирано ниво, во континуиран период за време на надпреварот. Ова рековме се професионални тренизи. Има ли некоја задача што се поставиле, а играчите им била некако тешка да ја реализираат, да ја извршат? Да, веќе играчите ја сваќаат идејата, сваќаат што сакаме, се договоривме за принципите во игра во сите фази, нели, офанзива и дефанзива. И сега на моменти тоа феноменално го покажуваат, меѓутоа идејата е тоа константно, без една минута, да не кажам една секунда, да се заборавиме во тие движења и формирање на структурата на тимот во сите фази. Они мора да сватат дека прволигашката конкуренција е сосем друга, една секунда веќе е касно, мораш побрзо да размислуваш, мораш побрзо да играш и сите овие елементи што сега ги учиме, они имаат добро техничко ниво за да ги асимилираат. Меѓутоа, сакам да кажам, веќе прволигашите се на едно повисоко ниво. Трендовите што се појавуваат во големите јаки лиги, веќе на некој начин сите ги преминуваат или се обидуваат да ги преминуваат, така да можеме да видиме дека нема време многу за размислување. Дури една екипа која што, да кажеме, со младинците игравме, ако ги оставиш и не ги нападнеш во дефанзива, тогаш тие ќе ти искрираат проблеми, ќе ти направат шанса или ќе ти дадат и гол, како што ни се случи. Така да играчите мислам дека се свесни за тоа дека мора одеднаш да прешалтаат во многу висок ритам, во висок интензитет и концентрација буквално секоја секунда за да може да се справиме со било кој. За да се богато животно, играчко и тренерско искуство и од вас се очекуваат секогаш совети. Ајде да се сетите кој совет кога бевте играч ви беше вака најинтересен, од најголема полза, а сега и кој совет им го давате на играчиве што мислите дека ќе им биде од полза? Па, искрено да ви кажам, немавме ние некои специјални совети од тренерите, едноставно трениравме, бевме тивки, беше
таков системот, хиерархија, што ќе каже тренерот е закон, дури ако греши тогаш што е управо. Значи бевме оставени онака на некој начин индивидуално, како ќе процене од нас, што гледаат на терен, што може да даеме и не оставаат тоа да го правиме. Може се зборуваме за годините во Вардар поминати. Да, пред се тогаш и во Југославија кога беше многу тренерите беа ориентирани на индивидуална подготовка, играчите беа многу подковани, да кажам, индивидуално, затоа што и такви беа тренизите, завршница, ностоп, не знам, двојки, тројки, каде што повеќе се гледаше индивидуалната техника, индивидуалното спроведување на секоја позиција. Се знаеше крилото мора да центрира и да дава асистенции или голови, шпицот се знае нонстоп да шутира, или везните играчи исто, кој даде повеќе од 10 гола, тој е добар везен, ако не даде тогаш е послаб. Значи, сега мислам дека премногу информации има за овие играчи, навистина мислам дека се многу поинтелигентни, со медиумите достапни се секакви информации, гледаат секакви утакмици и они се свесни за тоа што треба да го примат како квалитет, свесни се за тоа што треба да го покажат. Имаме разбирање, они знаат веќе што бараме, едноставни се принципите што ги бараме. Сега нормално не е лесно одеднаш тоа да се покаже 90 минути супер да го изиграат. Имаше некои надпревари каде што навистина тоа го спроведуваат константно, почитуваат во секоја фаза да се игра и во напад и во одбрана, така дојде фудбалот да мора секој играч да учествува во сите тие фази и малце е потешко да ги покажат индивидуалните квалитети на својата позиција, оние квалитети кои што се бара, да кажем, од шпицот само да шутира и да дава голови. Сега од шпицот бараме ностоп да брка како одбрамен играч и за тоа се свесни, свесни сме и ние за тоа, ако сега не даде голови Бојан, го чекавме 3-4 утакмици, не можеше ни да шутне, затоа што нонстоп пресионираше, нонстоп трчеше, меѓутоа сега доби свежина, се отвори на некој начин и дојде до израз неговиот квалитет. Така да треба да бидеме стрпливи со сите играчи, да ги понатака покажат сите квалитети. Да, спомнавте едно минато време, па и сегашно. Кој е, што мислите, најбитната разлика помеѓу тој фудбал тогаш и овој сегашен? Па, мислам дека разликата сега е малце покомплексен, повеќе информации има, се бара од играчите повеќе работи, дури се бара да размислуваат како тренери, едноставно на терен да функционираат. Значи, барањата, очекувањата се зголемени? Да, многу се поголеми. Мислам дека и од публиката? И секако и од публиката, да, очекува, гледаат сега например. Сите мислат дека треба да игра победа како Реал Мадрид? Ливерпул или Челси или Реал Мадрид или Барселона, да, гледаат нонстоп фудбал има на телевизија и сега гледајќи го тоа и успоредувајќи го со ова се разочаруваат на некој начин, меѓутоа треба да се види реалната слика, треба да добро да се анализира кој е патот на кој што тие играчи дошле до Реал Мадрид, кој е патот на кој што ние сме овде и до кај сме сега. Значи мора некои патишта, да кажам, да се поминат, да се одработат, некои надпревари, некои трензи да се акумулираат, да се совлада некој елемент во фудбалската игра, да се покаже онака како што го гледаме на телевизија, да кажеме. И има играчи кои што тоа го покажуваат веднаш, интелигентни се, асимилираат и веднаш покажуваат, меѓутоа за такво високо ниво навистина треба огромни перформанси. Фудбалот денеска дојде стварно на многу високо ниво и се бара интензитет во игра во секој поглед. Да, јас би се навратил уште малку на минатово време, некоја носталгија не влече кон тоа југословенско време, а јас по некоја случајност ве имам гледано во Скопје доста пати на градскиот стадион која беше прва југословенска лига. Да. Меѓутоа најблиску непосредно сум ве гледал на еден мал фудбал турнир финале кој го освоивте, а учествува можеби 700-800, не знам колку екипи, во Кале. И баш ми беше интересно, игравте вие, Боба Бабунски, предводник на младите играчи, против Дарко Панчев на оние малку повозрастните. Дали се сеќавате на тоа финале? Да, се сеќавам. Да, се сеќавам и навистина тие беа турнири кои што многу ни помага. Буквално ние повеќе сакавме да играме мал фудбал него да тренираме професионално со екипата. И секој момент го користевме да одиме на тие турнири. Дури одевме и во бивша Југославија, имаше во Београд или оние турнири што ги организира во Сарајево, исто сличен турнир како што беше во Кали автокоманда. Ми текнува на
тој турнир и на тој... Преполна сала, може би, Да. да имаш и поголема сала ќе се преполне. Сигурно, сигурно. Многу публика доаѓаше и токму ради тоа наш ни беше поинтересно и тие надпревари остануваат во секавање. Само беа убави моменти. Вие го постигнавте тој гол за 1-1. Да, решавачки, па после на пенали. На пенали изгубивме, да, ми текнува и да, навистина добри моменти. А публиката навиваше за вас. Да, секогаш публиката навива за помладите, да, за помалите, меѓутоа тогаш мислам дека беше екипата на Дарко за кој што играше, сепак беа поискусни и го освоија турнирот. Дали препорачувате да играат професионалците мал фудбал? Биче имаше тренери, колеги ваши кои забрануваа мал фудбал. Да, малце беше чудно тоа, сепак јас сум поборник да се игра повеќе мал фудбал. Затоа што таму на краток простор практично се развива интелигенцијата, читањето на игра, исто така се развива и техниката, побрзо размислување. Дури сега може да видите во сите клубови каде што игрите веќе се прават на скратен простор, се вадат и сечоци од надпревар и ситуации 4-4, 5-5, кои што се вадат од самиот надпревар и се тренираат како би можеле играчите во потешки услови, во потешки правила да се снајдат побрзо, брзо да размислуваат и да се излечат од ситуацијата во која што ќе се најдат на самиот надпревар. Исто така се сеќавам дека одигравте против врвни екипи во тоа време европски шампиони на клубски план со Порто, се сеќавам на тој надпревар. Студено беше многу времето во Скопје. Да. Европски шампион дојде со Томислав Ивич, тренерот од Сплит, тренер тогаш на Порто. На Порто, да. Како е да се игра против некој кој објективно е многу подобар? Гигант. Да, па враќајќи се на тој надпревар, ја бев многу млад и не размислував многу со кого играме или со кој противник. Едноставно бевме концентрирани на својата игра и да направиме нешто, да покажеме нешто, нели, младите играчи како исто и сега. Не бевте оптоварени со некој резултат? Не бевме оптоварени со резултат, сепак Порто беше во тој период еден од најдобрите екипи во Европа и после и беше европски шампион таа година и светскиот клуб го освои. Познат е Ивич, тренерот кој што уште од тоа време гаеше таква игра со доминација, со посет, со да кажам брза транзиција и Маџер, Руи Барош и многу други познати имиња во тој период сепак беа фаворити, иако ние бевме ослабени со 2-3 клучни играчи, тоа постари во Скопје, па и на реваншот на преворот, макар што и они да беа, можеби ќе беше појак отпорот, меѓутоа многу тешко ќе беше да се помине, затоа што тоа беше стварно екипа која што играше неколку години веќе структурирана за да освои титула. Освојуваше и во Португалија, освои и европската титула. Како да се однесува една екипа кога објективно знае дека е аутсайдер тотален против некој кој има и титула, европски шампион во овој случај. Вие игравте и против Данска и таа беше европски шампион. Да. Македонија против Данска 94-тата. Да, тогаш сепак имавме играчи кои што веќе се надвор излезени, играат долго време, европски надпревари, беа репрезентативци на Југославија и некако бевме малце повеќе со самодоверба и сепак игравме поофанзивно, подрско. Едноставно се соучувавме со противниците, излегуваме да се надигруваме со нив и тоа го покажавме на многу надпревари. Иако, например, вие кажавте како да се соочите сега, например, Македонија играше со Италија, играше со Германија, па ја победивме таму. Обичен човек размислува дека се тресат нозете и аутсайдерот секогаш е уште во подредена позиција кога психиката влијае на него. Едноставно сакаш да играш некоја игра по-офанзивна, меѓутоа противникот е доминантен, едноставно те притиска и те повлекува во своја половина, не сакаш ќе се браниш, мора да се браниш, ако се браниш добро со сите играчи, тогаш имаш некоја шанса да се спасиш и да направиш нешто на контрнапад, како што направивме со Германија, нели, каде што игравме по-дефанзивно, свесни бевме за квалитетот на Германија, нема што да се надигруваш, тие играат и во тој момент играат во многу посилни лиги, играат во многу
посилен ритам и едноставно знаејќи го тој факт, треба да поставиш некоја игра. Тренерот сепак одлучува, може да се отвориме и да играме отворено и да напаѓаме со сите играчи, да се браниме и да видиме како ќе биде ситуацијата. Меѓутоа, игравме така како што игравме, исто и со Италија, исто да се случи, добро се браневме, искористивме една шанса последна минута и на некој начин тоа е одлука на тренерот и на играчите. Како ќе се спротивстават со посилен противник. Ако гледаш дека е доминантен, тогаш нормално се повлекуваш, ги згуснуваш просторите да не ти направат многу шанси или ситуации за гол. Имавме прилика, јас имав прилика и Холандија кога игравме, водев А селекција, игравме со офанзивни играчи и Пандев и Нумовски и Дени Масев и Мегле, дебитираше Мегленски у таа ситуација и све офанзивни играчи, меѓутоа Холандија ти наметнува игра и ти практично се браниш во своја половина. И ако успееш да се спасиш да не примиш гол, супер. А ако успееш на контра да даеш на некој гол, феноменално. И тоа е дел од стратегија, начин како да го добиеш надпреварот, начин како да се справиш и да извлечеш поволен резултат. Да, спомнав, јас издвоив овие гиганти што се како противници во играчкава кариера ваша. Може би тука и Црвена звезда да додадеме дека и таа беше европски шампион. Да. Игравте и против неа. Да. Чинам дека ја победивте како европски шампион во Скопје. Да. Последната сезона. Да, баш стално зборуваме за тој надпревар и бидејќи Дарко ни е добар пријател, па го зезавме дека победивме 1-0. И он се правдаше, па ние дојдовме после титула опуштени уште од одмор и не знаевме кај сме, што сме. Добро, сигурно дека влие тоа, они беа со сите звезди тогаш, и Савичевиќ, и Белодејич, и Најдовски, сите беа во Скопје. Ние бевме едноставно мотивирани, стегнати, успевавме да се одбраниме, има неколку ситуации за гол не дадоа, после ние искористивме на крај и едноставно го победивме тој надпревар. Значи треба дефинитивно повеќе од 100% мотивација, концентрација со појак противник. Ако сите 10 истрчаат и го дадат максимумот, тогаш имаме големи шанси и да го добиеме надпреварот. Тоа мислам дека ќе се случува и овде. Ние мораме како да кажам екипа која што повторно се враќа во ова првенство, да бидеме 200% мотивирани, да бидеме концентрирани, секој да учествува во сите фази и во дефанзива и во офанзива. Не смееме да си дозволиме еден играч да не испадне од структурата, па да не учествува во одбрана или да не учествува во позиционирање каде што ќе има корист екипата од тоа. Така да тоа ќе биде главното мото. Оние кои што се најспремни, кои што ќе можат да одговорат, кои што ќе дадат сите перформанси на секоја позиција, тие ќе играат и ќе може да очекуваме од нив добар резултат. Да заокружам ова во врска со вашава играчка кариера. Што мислите, имате многу дадено убави партии, публиката многу ве сакаше, бидејќи бевте играч со техника, со знаење, што се вика со памет се играше, а не како некој играч, да речеме, играат со сила. Има и грубости. Вие грубости немавте ни Г од тоа, може би затоа сакаше публика. Кој е вашиот најдобар надпревар на кариерата? Што мислите ви? Па да, навистина во тоа време јас играм скоро на сите позиции. Почнав како везен офанзивен, потоа дефанзивен, играв и на лева бековска позиција и на десна и напред како центрафор. На крај завршив како последен играч, тогаш беше во мода да се игра со тој коректор либеро. Сепак немав некоја агресија, да кажам, како класичните штопери кои што како Најдовски или оние другите кои што идат, маркираат играчи, цврсто играат. Сепак во тој период се појави да кажеме Матеос и она на Бекенбауер играта од позади и се бараше организација на игра од позади и се погоди во тој момент да ги поседувам тие квалитети и да можам да изнесувам топката од позади и да ја ориентирам каде што е најперспективна и каде што има прогресија. Нападот често учествував и во завршница, значи тогаш функционираше
тој играч, меѓутоа сосем друго сега се промени, па исто кога отидов во странство можеш да играш едното и другото и да маркираш играч. Јас си седев позади, па тренерот и играчите ме вика, абе, Боба, не седи позади, не си либеро, треба да излезеш на играч, знаеш, и тоеш ги менуваш навиките и можеш да се адаптираш. Треба да ги имаш и двете работи, и да играш добро, еве сега денешниот фудбал бара штопер како Ван Дijk или како Пике, кои што мора да бидат и агресивни, мора и да знаат да играат и да читаат играта, значи универзални карактеристики кои што на некој начин се можеби тешки, едноставно тоа што карактерот мене не ми беше да идам да тепам сега наоколу, некогаш ќе се налјутев, па ќе играв погрубо, меѓутоа принцип денеска е сосем различно и потешко е да се најдат штопери со двете карактеристики. Или го имате едното, или и другото. Многу зависи и од карактерот, дали они сакаат да спречат акција или да креираат од позади. И сега борбата е како тренери да го извлечеме едното и другото од таа позиција, да кажем. Сега неколку минути за Прилеп. Кога прв пат вие имате дојдено во Прилеп? Дали се сеќавате? Па вака во секавање ми доаѓа оној првиот надпревар што го одигравме тука, нели уште како играч, имам неколку пати тоа беше кога беше првото дерби прволиганско во Македонија, 92 година. Точно така. Победа Вардар 1:1. Да, баш така. така. Дека вие центриравте за изравнувачкиот гол. Не ми текнува сега искрено да ви кажам, али имам неколку пати доаѓано Прилеп и имам многу добар другар тука со години, имам неколку другари од Прилеп кои што на некој начин ми помогна да се реализира сета ова идеја, целиот овој проект на некој начин е сличен на оној проект или она што го барав и во изминатиот период имав сличен проект и со младата репрезентација каде што селектиравме млади кои што се уште доаѓаат, па многу од нив се сега во А селекција, истото се случи во работнички кога дојдов буквално. Тоа бевте поврзани со Прилеп, бидејќи Хари Хаџиристевски беше претседател. Точно во неговот мандат цело време бе во федерацијата, имаме одлични односи и до денес. 2007-та некаде мислам, чинам дека беше и 2008-та. Да, он беше и подолго, меѓутоа во тој период ја дојдов и бев и координатор на младите категории, бев и асистент на неколку селектори, и на Илиевски, и на Сантрач, и на Тошак, подосно напоредно водејќи ја и младата селекција неколку години. После бев и во Центарот за едукација, каде што едноставно со професорите на почеток успеавме можеби втори на Балкан, после Босна да го донесеме тој УЕФА проект, каде што ќе можеме едукацијата на тренери тука да ја вршиме. Доаѓаат доста тренери од Шпанија, помагаа на тренерите, едноставно во тој едукативен сектор бев цело време инволвиран. Да, спомнавме дека бевте и селектор на младата репутација, се сеќам овде беше Англија, дојде како еден гигант и одвај тука не победи со пресврт. Да, 2-1 беше тука, да, тоа беше прв надпревар кога го земев тимот од Јонус, потоа почна подготовка на една нова генерација, која што подоцна отиде и на Европско првенство, значи многу од тие деца јас ги форсирав исто како сега, например, некои играчи можеби ќе се чудат од кај се овој играчи одеднаш од младинци директно прва екипа, меѓутоа тоа ми е на некој начин идеја или желба да препознам некој квалитет и да го видам на подлоги стази дека ќе дојде до репрезентативните селекции. После колку време сега дојдовте во Прилеп? Па доаѓав пред да бидете сега назад. Да, сум доаѓал на Пивофест, доаѓам кај мојот многу добар пријател Александр Ѓоргиевски. Тој инаку спортски менаџер? Да, спортски менаџер. И се знаеме долго години со него, блиски сме со фамилиите, едноставно еден од иницијаторите да ги искористи добрите односи и да објасни на клубот дека можеби во овој момент јас сум како тренер најидеален за оваа состојба да се извлече и да се направи некоја стабилност на клубот, да се врати таму каде што му е местото. Сега, од како почнавте со тренизиве, дали се среќавате со прилепчаниве кои се љубители на фудбалот? Да. Што ве прашуваат? Да, они се обично прилепчаните сите сакаат да бидат на ниво на тренери, па да помогнат со некои совети. Да, дефинитивно така е. Седнам на улица многу
љубители на победа и тоа е за мене изненадување, се секираат за тимот, едноставно живеат за него, се осеќаат дел од клубот, сакаат да играат добро, се гордеат ако има резултати и сосем ги разбирам, исто така јас би се однесувал да сум во една таква средина. Секако добронамерни се идеите или забелешките што ги даваат, навистина има интересни идеи, јас сакам сето тоа да го асимилирам и да направам заедно со тренерите еден концепт кој што ќе биде сепак реален, објективен, со критериуми за секој играч и да игра оној кој што заслужува, кој што покажува на тренинг и на надпревар. Во една прилика изјавивте имињата не играат кај вас. Значи, оној што покажал Да. зад себе многу, треба истото да го потврди и сега во победа. Точно така, така се случува. Значи секој напред почнува од 0-0. Секој напред почнува од 0-0 и навистина е така и претходно и сега. Без разлика сега не гледам јас некој играч дали воопшто има 3 надпревари или 5 надпревари. Ако гледаме така, тогаш ќе се стесни кругот на тие што треба да бидат стартери. Гледајќи ги што направиле последната година, е многу нереално од она што сега гледаме на терен. И сега ова што го гледаме на терен, гледаме тоа да го поттикнеме, да го држиме и да го негуваме. И затоа идејата е во секој момент они да бидат концентрирани со висок интензитет и да го дадат максимумот. И ќе бидат селектирани или избрани за стартните 11, тие што во моментот се најспремни технички, физички во секој аспект. Каде е најсложена работа да напредуваат овие играчи на победа? Дали на технички, тактички или физички план? Мислам дека сите тие работи заедно доаѓаат. Мојата идеја да напреднеме на фудбалски план. Сакам они да разберат дека читањето на играта, техниката, доминацијата, креирањето, позиционирањето, статистиките нивни на секоја позиција што треба да ги дадат, комперирајќи ги со врвните играчи, навистина тука треба да се адаптираат на таков начин. Значи, што да кажеме кога еден играч млад кој што не играл ни едно такмица во втора лига, доаѓа и дава асистенција на еден и прволигаш или дава гол на некој прволигаш, или некој кој што во континуитет не играл цела година, па доаѓа покажува статистики кои што може да се успоредат со некои врвни на таа позиција. Значи ја ги гледам тие работи практично на терен, колку што можеме да видиме, сепак немаме камери да снимаме, меѓутоа го гледаме тоа дали на тренинг ќе ги даде приближно тие работи што се очекува од него на таа позиција. И сите тие за секој позиција си има одредени статистики кои што ги дава. Ако е везен играч, мора да истрча толку со квалитетни додавања, со точни пасови, со пасови према напред, неколку асистенција, ако може би било феноменално и да шутира на гол, исто како што бараме за нападјачот да шутира и да дава асистенција. Значи тие се тоа е мерилото кое што го гледаме на сите вежби, буквално и на вежбата во квадрати кога играме или кога играме на скратен простор, кога шутираат од мал простор, исто ги гледаме сите тие сегменти и тоа ни дава поттик да ги селектираме и да играат тие што навистина покажуваат повеќе. Спомнате статистики, на кој начин доаѓате до тие бројки? Па обично ги гледаме кои се врвните, сега нереално е да се каже на големи лиги, топ 5 лиги. Обично секогаш ние се успоредуваме со нив, меѓутоа јас направив некоја статистика кога бев млада и видов дека, например, ако ние имаме секој играч по 50 активности или додири со топка или додавање или пасови точни или било какви, тогаш минимум сме 50-50 во посет на топка со противникот и ако сме поквалитетни во тие додавања, имаме големи шанси да го контролираме надпреварот и плюс да ги добиваме надпреварите со сите тие успешни акции што би ги направиле, знаејќи дека имавме квалитетни играчи во тие млади категории. Значи тоа е некоја успоредба, гледајќи ги големите лиги, големите статистики, тоа е се релативно, не мора да значи, меѓутоа интенцијата е моја, ако играчот како везен тука дава
20-30 додери во втора лига или во прва лига, сега треба дупло да направи, за да кога ќе оди утре, кога ќе се продаде, клубот во странство знае од тој везен играч или напаѓач. Дечково трча толку. Значи, погледайте, се свртени многу подалеку од колку што сега ова првенство. Точно. Јоги надпревари. Точно, јас гледам на тој начин и ги бркам играчите тоа да го постигнуваат, затоа што тоа ќе им остане и мислам дека ќе им помогне утре да заработуваат многу повеќе, да вредат многу повеќе, да се осеќаат вредни дека излегле на терен и покажале многу поголеми перформанси од тие што се вообичаените или задоволувачки или што за да може се деси еден играч да даде гол, па да не мрне после уште 40-50 минути цело полувреме, што може да биде голем проблем и ќе си има проблем кога ќе оди во странство или ако сака да заработи повеќе. Не сме тоа да го направи, мора да продолжи да игра до крај. Во врска со прва фудбалска лига сега гледаме дека со 11 тима, непарен број, меѓутоа тие 11 тима што ќе стартуваат веќе од следниот викенд, што мислите, кои би ги издвоиле како фаворити за највисок пласман? Дали може би Шкупи и Шкендија кои се уште се на европска сцена или има уште некои други? Да, дефинитивно, обично јавноста и она што реално се гледа од буџетите на клубовите, од играчите на клубовите кои се донесени, од квалитетите кај играле, како играле. Реално Шкенди и Шкупи во последните години се меѓу фаворитите, сега со појачувањата и финансите и со квалитетот, да кажам, доаѓа тука и Тримљум, може да се замешаат и работнички, кои што има исто со години цврста екипа и секогаш е во конкуренција за УЕФА, иако нивната цел е покрај стабилноста во прва лига и да продаваат играчи. Значи, не е исклучено било која екипа да изненади. Тиквеше тука, Брегалница е тука, кој што веќе неколку години се стабилизира во прва лига, купува играчи квалитетни, ги плаќа добро. Значи, може се види нивната намера во обстанокот во прва лига во кој правец иде. И уште сега за овој прв надпревар кој следи, играте в сабота, цела јавност ќе ве гледа, веќе пренос на македонската телевизија. Да. И што може да се очекува против Струга? Вие со Струга одигравте и пријателски меч. Колку од тој меч можевте да видите каде е најсилна Струга? Да, Струга мислам дека е многу посилна од прошлата година, пред се поради тие неколку играчи кои што го подигнаа квалитетот, Бесет Ибраими и везниот играч, не знам како се вика, од каде е, дали од Африка негде. И стварно имаат квалитетна екипа, го задржа истиот стил на игра, веќе неколку години играат агресивно, играат онака физички, со висок пресинг, со притискање, со не можеби со нека доминација, меѓутоа се многу агресивни во транзиција, многу се опасни, секако и ние имаме своји шанси, сакаме да си ја спроведеме нашата идеја, нашата игра, секако дека сакаме да покажеме уште на стартот, нема да бидеме аутсайдери и се надевам дека овие припреми ни послужија за еден модел и структура на игра кој што играчите ќе ја сватат и ќе ја спроведат на надпреварот. Да, јас тука ги запишав овие почетни постави што ги имаше победа на последниве два пријателски надпревара. Чинам дека само една измена имавте. Дали сте блиску до првите 11 што ќе истрчаат во Струга в сабота? Па да, во принцип последните надпревари се трудевме да направиме некоја стабилност во структурата на тимот, да ги видиме перформансите на некои играчи кои што треба да ни помогнат. Сега знаејќи веќе ова недела дека не можеме да рачунаме на оние странци кои што ги очекувавме да потпишаат и да се средат документите со нив, сепак и Келвин е вратен, и Джеймс не може да настапи. Значи, ќе имаме некоја, да кажам, нова идеја како би настабиле, секако дека имаме во глава и ќе одат оние кои што се најспремни, кои што може да одговорат во моментот најмногу, значи во двете фази, во напад и во одбрана. Тоа е идејата на секој надпревар, ќе биде истата идеја.
Ете, јас ги истрошив моите прашања, многу прашања ви поставив. Дали има такво прашање што не ви го поставив, а сакате нешто да кажете за нашата фудбалска јавност? Па добро, ја ви благодарам на интересот и навистина сум горд, за мене е предизвик што дојдов тука, некако се споевме можеби во прав момент. Се надевам дека ќе го реализирам она што е целта на клубот, да добие стабилност, да добие една физиономија на игра во која што ќе може да се врати публиката, ќе може клубот да се врати на старите патеки. Значи сега сме во фаза на буквално на формирање на еден прволигашки клуб во сите структури и секако се очекува најмногу, па да видиме какви резултати ќе бидат и што ќе се случува понатака за да се повлечат сите други работи. Меѓутоа се надевам дека нашата работа ќе го поттикне тоа, па ќе има многу повеќе потврда и сите оние кои што гледаат со сомневање дефинитивно ќе се вратат на трибините и ќе дадат поддршка. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вас.